Од денеска навистина е посебен ден за жителите на Муртино, за граѓаните на Струмица, секако и за жителите од општина Босилово. На барање на граѓаните, минатата година поднесовме иницијатива за прекатегоризација на овој сега веќе регионален пат, односно од локален во регионален. Зошто? Заради самите наметнати обврски кои што ги имаме ние како општини, а тоа е самата рехабилитација, по она што го каже и министерот и директорот на Македонија пат, 50 милиони денари за рехабилитација на 3 километри, кои што се од витално значење на граѓаните. Секако дека плод на добрата соработка со владините институции, со ресорните министерства и како дава резултат за граѓаните на општина Струмица и за граѓаните нормално на цела држава. Од витално значење е и тоа што во само една година од мандатот во соработка со Министерството за транспорт и врски ја завршивме фекалната канализација од 800.000 евра во населено место Банско. Веќе заедно со Комуналец Струмица продолжуваме со приклучната мрежа. Секако, она што е изборно и програмско ветување пред жителите на населено место Градско Балдовци, е важно што еве ќе се објави втор пат јавната набавка, да реализираме и фекална, но и атмосферска канализација во населеното место. Начинот на кој што треба да функционираме, затоа што сме овде присутни луѓе од различни политички провиненции, представници од советите кои што доаѓаат од различни политички партии, е токму тој. Пораката која што сакаме да ја пуштиме до граѓаните е дека оваа влада има и како слух за потребите на жителите на населените места, за граѓаните генерално во државата, а ние како градоначалници, колку и да сме идеолошки различни, ќе продолжиме и понатаму, затоа што навистина имаме добра соработка со градоначалникот на општина Босилово, секако и со другите градоначалници од нашиот микрорегион, пред се мислам на Струмица, со околните општина Василево, Новосело и Босилово, да работиме за граѓаните.